Почитувани, добар ден. Црвена линија денеска е посветена на денот на планетата Земја. Денес ќе зборуваме за нашата иднина, за природата, воздухот, водата, енергијата што ја користиме, за земјата по која чакориме. Ова не е обичен ден, ова е потсетник дека планетата нема резерва. Нема друга земја на која можеме да се преселиме ако ја уништиме оваа. Ке зборуваме за тоа дали доволно се грижиме што прават институциите, што можеме да направиме ние како поединци и дали навистина сме свесни колку многу значи секоја мала акција. Затоа јавете се, ова не е само тема, ова е мисија. Мисија за спас на она што е најважно, нашиот дом, нашата планета. Дали никогаш сте се запрашале што ќе се случи ако продолжиме вака? Ако и натаму сечеме дрвја, загадуваме реки, фрламе пластика, користиме ресурси без усул и не се интересираме за последиците? Дали доволно се грижиме за земјата или само се лажеме дека сме еколошки свесни? Колку вода трошиме? Дали го селектираме ѓубрето? Колку дрвја се сечат само во последната деценија? Колку пластични шишиња и кеси се фрлаат секојдневно? А најважното, дали е досна за промени или се уште има шанса за планетата Земја? Дали ја селектирате отпадната пластика, хартија и стакло? Дали мислите дека институциите прават доволно за заштита на животната средина? Дали верувате дека уште имаме време да ја спасиме Земјата? Едноставно, Црвена линија денес прашува дали доволно се грижиме за Земјата или само се лажеме дека сме еколошки свесни. А секако Црвена линија постојано прашува и онаму каде што треба да не заследите, тоа е пред се на Инстаграм. Се разбира, заследувајќи не на Инстаграм, задолжително кликнете и на нашиот профил Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија на Инстаграм, а потоа кликнете на Инстаграм стори и учествувате во денешната анкета. Прашањето е дали верувате дека уште имаме време да ја спасиме Земјата. Еве како изгледаме на Инстаграм стори, кликајте на вашиот одговор, дали е тој да или не, по лињата се обележани. Ке ги сумираме резултатите, се разбира, и некаде кон крајот, како што впрочем и постојано правиме, ке ги соопштиме конкретно ова издание во проценти пресметари. Но особено ќе ни биде драго, како што поменавме на почетокот, дека ова не е само тема, туку е мисија, а сепак денеска е светски ден на планетата Земја, па токму од вас како граѓани кои што секојдневно чакориме не само на нашата Земја, туку и на планетата, еве да дадете одговор на денешното прашање, дали глобално и ние се разбира како граѓани доволно се грижиме за планетата Земја или само се лажеме дека сме еколошки свесни. Секако ќе го поставиме во живо и ова прашање, дали верувате дека уште имаме време да ја спасиме Земјата. Останува на вас, еве верувам дека секој од вас секако се грижи пред се, но и забележува и еве може да увиди колку всушност сме ажурни и колку всушност сме свесни дека втор дом немаме, освен оваа планета Земја. Па за учество во Црвена линија, еве ќе ги охрабриме и некој кој што досега или апсолутно досега не сте имале искуство да се вклучувате во контактни емисии. Црвена линија ве поканува секако да бидете дел од оваа дискусија денес или како што најавивме мисија. 02307-005 е телефонскиот број кој што е доволно да се заврти. Ве замолувам секако технички аспект, како и секогаш да се внимава на тоа тонот на ТВ приемникот да ви е на 0, значи воопшто да не е вклучен тонот, за да јас и вие зборуваме телефонски преку слушалка, а вие да можете и подобро да ме слушнете и секако да го немаме она стандардно чувство дали некој зборува наместо вас. Добар ден! Добар ден. Голем поздрав до вас. Христос воскресе. Вистина воскресе, да сте здрави, живи и секако полни радости. И вас исто така. Благодарам. Господи, здрави и среќа има фамилијата. Сега за темата. Ние сме ѓубре народ. Немаме култура никаква. Например, од пластиката се прави пластика. Од стаклото стакло. Од хартијата хартија. Од све се прави.
а ние само фрляме по полето. Ја, например, од едно село Бижево сум, кој ќе ода за да стајца едно село близо до Бижево, само изфрлане шишиња од пиво. И други работи, све. А еве како ја трошиме и водата, бидејќи таа е ресурс кој што немилосрдно се троши нерационално. Еве како се однесуваме кон тој ресурс на земјата? За ништо немаме култура ние. Изгубено имаме паметот. Немаме памет во главата ние. А зошто ете тоа така? Зошто еве дозволивме да нели сме неодговорни, да не се грижиме? Не, па тоа не сме одговорни, сигурно. Не знаеме што е мајка земја. Мајка земја, една е мајка. Нема две мајки. И една е мајка земја. Која те родила, таа ти е мајка. И земја, каде си се родил, таа ти е мајка земја. И треба да ја поштоваме како мајка нашата земја, мајка Македонија. Благодарам многу за учеството и секако за вашите одговори. Со вас си го почнуваме ова издание на Црвена линија. Секако за останатите кои што допрва ќе се вклучувате, имајте во предвид дека време траењето на едно јавување 90 секунди. Токму од тие причини Црвена линија тајмерот го објавува на екраните за да имате увид нели во тоа како одминуваат секундите. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Христос воскресна. Вистина воскресна. А не воскресе. Добро, да се навратиме на темата, да сте ми здрави и живи, да имате многу радосни мигови. мигови. Моля ми земаш од минутите. Кажете ми дали доволно се грижиме за планетата Земја? Не. Ние, прво еве да речем конкретно за планетата, ќе кажам за планетава македонска, за држава, колку се грижиме. Ич. Ни минимално не се грижиме за државата, камо ли да се грижиме за, да не речам, штетата што ја правиме на државата. Штетата ја правиме, како да ви кажам, од ѓубриште и народ да не постои, и народ да го нема тука да си седи до таа мера, до тој степен државава наша се грижи за, да речем, за земјава, да малце како цветна градина да ја направиме. Ние сме еден грс народ, како да речем, едно поле, една лива да сме цела Македонија. Да не можеме да ја направиме како што треба. Зошто? Затоа што имаме 3-4 партии издајнички внатре, што се дават за пусти плен, за арамилук, и на сметка на граѓаните, и затоа бегаат, затоа и се селат и земат пасуши, вакви, такви, онакви, само да ги нема овде да таму. И овие што стана, е патиле коската, е гризат, не пуштат. Све ќе Благодарам многу за учеството. Сега ко останете со нас, верувам дека многумина ќе бидете дел од оваа Црвена линија, така да денеска прашуваме меѓу другото и дали мислите дека институциите и доволно прават за заштита на животната средина, и ние како граѓани колку сме екосовесни или само се лажеме дека сме еколошки совесни, како се однесуваме и кон ресурсите со кои што располага нашата земја, меѓу другото и со водата, колку рационално ги користиме и секако се грижиме за својата животна средина, а со тоа и за планетата Земја. Добар ден. Добар ден. Убав ден и вам. Ние воопшто не се грижиме за земјата планета. А како најсовршено битие на земјата, а човеко воопшто не се грижи за планетата. Фрлео ѓубре кој каде стаса, реките се загадени, почнаа и морињата да бидат загадени веќе, почнаа пластични шишиња да поливат кој каде стаса и фрла. Значи ние ако продолжиме овака да се грижиме за земјата, наша планета, еден ден тоа секи ни се врне назад. Тоа е како еден бумеранг. Ако ние ја загадуваме природата, природата на нас тоа ни го враќа. И ако продолжиме овака, ќе изгубиме и оваа планета на која живееме. Треба постепено да се воведуваат разни санкции против луѓето
што ја загадуваат планетата Земја. Треба да се уведат казни за тие што фрлат отпад дека што не треба. И треба да се воде сметка што се фрла во реките и како се уништува живиот свет во реките и морињата. Ако така не се воведат казни, овоа ќе биде се уништено. Самата природа. Благодарам многу за одговорите, секако и за учеството. Подсетувам, внимавајте, тајмерот е 90 секунди, но и да не изоставам да ви укажам дека доколку сакате нови 90 секунди, секако додека траеме како црвена линија, можност има многу повторно да се вклучите и секако да добиете нови 90 секунди. Продолжуваме со вас, па и ве како граѓани ве прашуваме дали го селектирате отпадот, дали селектираме засебно пластика, хартија, стакло, колку се грижиме и во однос на ресурсите со кои што планетата Земја не дарувала. Нашата Земја има изобилство и на вода, кое што навистина е непроценливо богатство во некои други земји. Па и како ние како граѓани, па и институциите како се грижат во однос на тоа да се заштити животната средина, а со тоа и да се сочува здравјето на планетата Земја. Добар ден. Добар ден, убав ден и убави празници и се не убаво. Благодарам, само с убаво да ви се враќам. Само сакам со убаво да кажам дека ниедна партија, ало, дали ве слушаме, продолжете слободно. Ниедна партија до сега за овие 30 години како не се застрамат да не направат една стратегија и некои печки, како што има во Јапонија, за селектирање на отпадот. Тоа е срамота да се покажете на телевизија и да кажете овој лаже, оној лаже, а они сами себе со себе се лажат. Срамота и греота. Ние имаме најздрава вода во светот. Место да бидеме извозници, ние увезуваме од вамо, од тамо, никаква вода. Срамота. Тоа е срамота. И се што купуваме, например, филтри, и тие филтри се лажни. Затоа што доверителите, што менаџерите што увезуваат, све лажат. Значи све е лага и превара. Греота за овој народ. Овој народ не заслужил за вака некој да ни прави. Затоа треба граѓанска непослушност, заради тоа што ние самите треба да се избориме. Ако живееме во оваа средина и ако сакаме да бидеме здрави поколенија да имаме, мораме да излеземе и да им кажеме дека они се. Благодарам многу за учеството, секако и за вашите одговори. До сега можевте да слушнете гледачите какви одговори дадоа, па оваа дискусија, или подобро да речам, како што најавивме на почетокот мисија, нека продолжи токму со вас. Меѓу другото, прашуваме еве како граѓани колку всушност сме и само еколошки свесни, колку ние се грижиме и тоа како ние го селектираме отпадот, кој што секојдневно се создава, колку се грижиме и сме одговорни кон животната средина, а со тоа и кон опстојувањето на планетата Земја. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Убав ден и на вас. Благодарам. Па вака, за планетата Земја, сакам да кажам дека воопшто не сме еколошки свесни, според мене. Затоа што првин, како едно домаќинство, еве како домаќинки, кога миеме садови, кога изфрламе разни химикали што чистиме по дома, сето тоа каде оди? Сето тоа оди во земјата и ја уништува на некој начин. Мора да бидеме свесни да почнеме да произведуваме еколошки производи за чистење, за миење садови, за машини, за перење и така натаму. А исто така, се што ќе купиме од маркет. Значи, тука пак ќе кажам дека државата е виновна, односно производителите. Се што ќе купиме од маркет е запакувано во некоја кесиче најлонско, дали во пластика, еден јогурт, било едно сирење или не знам се
стои да помислиш, соковите се во пластика, зејтинот, сите работи се и со тоа се прави многу ѓубре. Многу кој што планетава Земја нема веќе кај да го собере. Не е само рециклирање. Така, благодарам многу за учеството и веќе ве охрабрам бидејќи секундите така е одредено во црвена линија да биде 90 секунди за едно јавување. Слободно повторно можете да го завртите нашиот број за нови 90 секунди. За оние кои што сметаа дека се малку, јас да верувам дека се малку, но се разбира време траењето на црвена линија всушност укажува на фактот дека сакаме да слушнеме што е можно повеќе гледачи, односно граѓани за кои што зборуваме за темите секојдневно. А денеска сме на мисија да зборуваме за планетата Земја. 22 април од далечната 1970 година во Соединетите Американски држави е утврден како светски ден на планетата Земја. Но дали како граѓани пред се грижиме доволно и имаме екосвест во однос на тоа што немаме друга резервна планета, имаме ова и еве колку во нашата земја институциите всушност се агилни, се разбира за да ја создадат таа екодисциплина во која што граѓаните нели ќе создадат свест за да пред се врши рециклажа на и селектирање на отпадот, но и внимавање во однос на неконтролираното и апсолутно несовесно користење на ресурсите како што е водата. Добар ден. Ало, добар ден. Христос воскресна. Вистина воскресна. Така. Прво сакам многу поздрав да испратам на гледачот Кисковски од Крушево. Многу добро исто мислење имаме. Видите вака, што се однесува до оваа тема, ние јанската година го истото дискутира. Исто 22 април добро ме држи сеќавање така. Што е работа во овие институциите како што ги спомнавте? Па требаме ние во сите поголеми градски средини треба да имаме места кај што ќе го оставаме отпадот. Ние сами дома ќе го селектираме. Не е тоа некоја баук нешто онова. Еве ќе ви посочам пример, Виена, Беч. Погледнете они каков центар имат за рециклаж. Нели можеме ние во Македонија на 4 места или 5 места да направиме пунктови. Не мора тоа да биде зграда. Може тоа да биде и напред под земја. Да се рециклира било што. Било каков отпад. Да не почнем од гума, пластика, стакло, метал, а да ви кажам за електронски отпад или слично. Тоа е остварливо. Само овие институции кои што се надлежни за сета таа работа, ја мислам дека уопште не се диаголни. Џаби имаме ние, да не кажам, луѓе кои што имат напред префикс МР, ДР, од екологија или од било што нешто, која не си ја вршат работата како што. Индустријските отпадни материи, да не се повтарам, пошто јас сум од едно индустријско место, да не кажам кој град општина Пробиштип, не водат уопште сметка за отпадни води. Она што се случи во Тураница, тоа може да се случи секаде. И во Пробиштип, и во Бучин. Благодарам за вашето вклучување во црвена линија и за она што го споделивте како одговор во ова издание. Подсетувам 90 секунди, но и еве секој од вас слободно завртете повторно, се разбира, сите сте постојано добре дојдени. Сега, да не изумиме секако и да ве подсетиме дека активно учествува во црвена линија можете да имате и преку коментари и споделувања, што значи за тоа е доволно да не заследите на Facebook, профилот е црвена линија, а секако и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што паралелно црвена линија ги објавува темите и таму, така да пишувајте коментари и секако меѓу вклучување на гледачите во живо ќе читаме и коментари. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, убав ден, во црвена линија сте. Христос воскреса. Вистина воскресна, повелете. Одлично поставена тема. Дали доволно се грижиме за земјата или само се лажеме дека сме? Тоа е многу тежок збор. На вистина се лажеме. За да се грижиме за земјата, треба првин да погледаме околу себе. Секој еден од нас имал дечина, имал ги праќал во школа. Првачина. Од прво одделение да научи буква, да знае да чита. А сега нас што ни треба?
Треба некој да не научи први околу нас, нашата околина, доволно да се грижиме за нашата околина, па тек после да се грижиме за земјата. Јас една препорака преку вас, ви гледам, времето ми истекува. Замолувам секој еден кој што ќе дојди во ѓорче на пазарче да пазари. За нас е драг потрошувач. Меѓутоа нека пази кај ќе се паркира. Имаме два паркинга со бунари и има колата да ја искрши. Значи, не се грижиме први за оно што е околу нас, па камоли да се грижиме за земјата. Значи, сите се лажеме меѓу себе. Лажени сме, не е убаво. Се управо. Благодарам многу што бевте дел од Црвена линија. Секако топло препорачуваме да останете. Дискусијата ми е драго се развива. Продолжете со јавување и секако сакаме да ги слушнеме вашите одговори. Кога сме веќе кај социјалните медиуми, за кои што ви напоменав, секако ќе ви укажам како изгледа нашиот профил и објавата на денешната тема. Потсетуваме, денеска е 22 април, светски ден на планетата Земја. Единствен дом, друга планета резервна за живот немаме, па токму од тие причини Црвена линија денес прашува дали доволно се грижиме за земјата или само се лажеме дека сме еколошки свесни. Пишувате коментари, наскоро ќе ги читаме, се разбира, меѓу вклучување на гледачите. Одиме со гледачи во живот. Добар ден. Ало. Многу слабо ве слушаме, ако може малку погласно. Сега подобро е? Подобро е, повелете. Вака. Значи, дали се грижиме, наречито, ако збориме за држава овдека, ама ич, дури и у минусич, не само што ич, него минусич. Значи, толку се грижат наши функционери и политичари со тоа што ние не сме ни земја која е земјоделска, не па индустријска земја. Нас друго ништо не ни политичари и функционери, освен што ја продаваат земјата како отпад. Значи, земјава наша е контейнер, еден голем контейнер, кој што се простира на овие простори овде. Така да ни нема спас. Отпадот и понатака продолжава да влезе во оваа држава. После ние се жалиме, поупитува, гледам протести па ваму, па таму ќе отвореле некоја депонија по онаму. Тоа е све мижи, аз сам да ти бајам. Значи нема врска, нема ништо од тоа. Све е превара, млатат пари, овие функционери како луди. Значи пара невидена гледаат од тие продавања, продажба на државата, таа слика, за нивните жевои. И нас не лажат. Иначе гледам овие стручњаци, тие Елон Маск и тие таму Безоси, као еве најдовме планета таму на 150 светлосни години, сега таму ќе се преселиме, ќе живееме на неа, ќе уживаме и дека го тераформираме Марс, па може ќе живееме на Марс по некоја блиска иднина. Ајде, поздрав. Благодарам многу за одговорите. Останете со нас, продолжуваме со вас. Добар ден. Христос воскреси. Вистина воскресна, повелете. Бог напомоши за многу години. Нека е за многу години. Се радувам што живеам во своја македонска држава и си ја сакам мојата татковина света земја Македонија и се грижам за нея за секојдневно и насекаде. Сега некои како да се грижат за земјата, според вашето прашање, ако не ја сакаат својата земја, својата мајка не ја сакаат, а плачат по маштајата која во чие време биле последна свирка на сиралото, која пропаднала пред 34 години. Сега, тука е проблемот основен. За да се грижиш за својата земја, околу средината околу која живееш, треба да ја сакаш. Ама ако имаш чип, наметнат од некои си поранешни времења, удба, не знам ваму таму, да си го мразиш твојот род. Кажете ми, ве лично, ве молам, како граѓанин, дали забележувате, па дури вие самиот еве правите селекција на отпадот? Еве да почнеме од тука. Уште пред 15 години, може и повеќе, правиме селекција. Имаме зелена пластична, значи канта за ѓубре и жолта. Во прилеп 15 години се прави селекција. Пластиката се собира, башка, стакло, башка, другиот нели отпад. Се почна кај
депонијата Алинци се почна со фабрика за рециклажа. За жал 2016 се смени власта и новата власт која само ја уништува Македонија, таа новата, пред тоа што уништи фабрики, што ни уништи знаме и држава. Благодарам за одговорите во црвена линија. Останете со нас, ве префрлам унаму каде што се разбира пристигаат коментари и ќе почнеме со коментарот на госпоѓа Цветанка Стојановска, која што еве што напиша. Да бевме еколошки свесни, немаше да дозволиме планетата Земја да ни биде во изумирање. За се негативно што ни се случува во обкружувањето, најголем виновник е факторот човек. Се надевам дека кај секој од нас ќе се разбуди совеста со што ќе допринесеме за спас на природните благодети што бесплатно ни ги подарила природата. Да си ја чуваме планетата Земја, бидејќи резервна немаме. Поздрав Тина, поздрав и големо благодарам господја Цветанка за активното учество во црвена линија. Па дали доволно се грижиме за земјата или само имаме печаток дека се лажеме дека сме еколошки свесни? Како ви се чини? Еве што забележувате не само глобално односот кон планетата Земја, туку и еве ние како граѓани колку сме одговорни кон се она што ни го дарувала природата, особено ресурсите како што е водата. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Добар ден. Ме слушате? Да, повелете. Сакам да пријавам еден случај уврска со поплавите што беа у Батици. Добро. Пошто ние од трети, кога беше ова поплавата, мене пола двор ми отиде све доле, 5 метра доле. Значи беа телевизии, беа камери, Стител, Телма. Тите телевизиите беа тука да снимат, од трети никој не се појавува. Бараката ќе ми иде доле, значи. Све доле до 8 деца, јас со жената 10 сме. Значи, ова е срамота, значи никој да не се грижи. Бевме у општина, еве чекаме одговор, ништо нема, уште ни општина. Дали ќе може, значи, да праќате камери, да снимате пак, да видите, пошто ние останавме за нигде. И ние сме граѓани на Македонија, ако што сме роми. Али не е добро вака, значи, да гинеме, да ми отиде бараката цела. Ова од водата што беше, 5 метра доле сум. Ми виси бараката, све ми виси. Ова е срамота. Што ви велат еве од надлежните институциите од општината? Има ли нешто каде што велат дека ќе реагираат и секако ќе санираат? Ништо. Еве чекаме од општина, уште никој не се јавува. Уште никој не дојде. Уште, ние бевме 3-4 пати, носивме слики, документи, тоа, ништо, уште нема ништо. Значи, ова треба да реагира, да дојдат, да видат, пошто сме на ризик. На ризик седиме. 10 души. Благодарам многу, еве, што споделивте со јавноста, односно со гледачите на црвена линија, што се случува кај вас. И еве, кога зборуваме, се разбира за сочувување и грижа за животната средина. Неминовно да подсетиме дека токму поради и акумулација и на отпад и така натаму, кога ќе се случи некоја временска непогода, сето тоа може да допринесе да има ескалација, всушност нормално да се случуваат работи кои што можеби не би се случиле доколку се одржува јавниот простор, односно доколку секој од нас се разбира се грижи за животната средина. Добар ден. Добар ден, добро вечер. Кој ќе би рекол добро вечер? Добро, повелете. Еве, кажете дали доволно се грижиме за планетата Земја, имаме ли се уште време да ја сочуваме? Прво, сакам нешто да ви кажам вас, оти не правите правилно нешто кога вие разговарате, па мене ми одат секундите. Исто и на тркалото. Вие прашањата и поставувате, а ви одат секундите. Нема врска тоа заврши. Ние, да ти кажам право, и да се грижиме и да не се грижиме, не зависи од народот ништо. Еве како може да биде грижење. Се што е штетно за планетата Земја, ништо да не се произведува.
кој сте ние народот, обичниот човек, што можеме ние да кажеме, произведувате пластика или произведувате земјени садови, нешто или дрвени за употреба, за што било за човекот. Ние не можеме да преиначиме ништо баш граѓаните обичните. Многу фала и пријатно. Имате уште секунди, но како и да ја благодарам пред себе за укажаното, да му одговорам на гледачот секако. Еве сега остана 20 секунди неупотребени, а кога се вклучуваме нели во тие секунди, секако бараме да ве насочиме да се држиме до темата. Најчесто некои од гледачите знаат нели да прозборуваат за нешто за што не е тема, а Црвена линија инсистира на тоа. И за тркалото се разбира, должно се да се прочитаат прашањата. Како и да благодарам за учеството, останете со нас. Добар ден. Добар ден, Македонија. Да ве дослушаме, повелете. Јас сум во програма. Да ве слушаме. Сега вака, зборуваме, дека обично луѓето ние за се ги винуваме тие кои се на функции, така? Ние да фрламе џубре, кој е крив? Тој што на функција, така? Ако сме имале некојаш добри функционери кои, нали, не знам, договориле руски гасовод, за да имаме чист воздух, така? Со руски плин. И сега ние, пумот на Бели и на Бајден, ако таа добра власт која договорила главен руски гасовод низ Македонија за рек Битола да нема нели прашина, чадење, загадување, и се ние од бесот динаед по кевот на Бајден, нели, го рушиме тој премиер од власт или таа власт која фабрики отворила, градела автопати, повела казни за фрлање џубре било каде. Еве ви реков дека во Прилепнеш имаме 15 години посебни канти за пластика, за стакло и за друго џубре. И фабрика почна за рециклажа. Но народот таквата власт ја нечеја по умот на американците, заведени со монтирани телефонски разговори, силна лоша власт донесла власт кој за 5 пари не продаде. А дали морам да ве молам, дали верувате дека имаме уште време да ја спасиме планетата Земја? Па секако дека има, со народ свесен кој ќе ја сака таа земја која Бог ни е дарил, значи која е единствена за живот, така, но народ кој мазохиста е самоуништувачки настрој. Благодарам многу за вклучувањето. Еве како што гледате практично сите вие кои што секако сакате да се надополните и секако да имате нови 90 секунди, слободно завртете го повторно нашиот број. Пишувајте и коментари, имајте и активно учество и во анкетата која што во моментот секако е активна. Прашањето на Инстаграм стори, како и на профилот на Телма телевизија, а и на профилот се разбира на Црвена линија за денес е: дали верувате дека уште имаме време да ја спасиме земјата? Да, не. Верувам ќе може да покажеме уште еднаш, а подоцна или по тоа ќе има ли можност да видат гледачите? Добро, како и да ја продолжуваме со гледачите во живот. Добар ден. Добар ден. Ало? Повелете, ве слушаме. Ја ли сум на линија? Да, ве слушаме, повелете. Дали доволно се грижиме за земјата? Па видите, и за да опстане земјата, едноставно треба само да го нема човекот. И ќе опстане земјата. Зашто? Зашто и животните и сите живи суштества на земјата употребуваат нешто, јадат нешто или се грижат за нешто само она колку што му треба за нив. Само човекот е ненаситен и тој може да ја уништи земјата. Никој друг, животните никогаш не може да ја уништи земјата. За она живење, то секојдневно живење, кој кај што живее, за да имаме еколошки чиста околина, треба да имаме и свест. А свеста се почнува од забавиште, од домот, од родителите, па од школувањето и во народот и од власта, најмногу. Например, да земеме прошетете низ Скопје по улица, на колку метра ќе видите канта за ѓубре. Или кај што има стојалишта, дали и посојат канти, ако има се превртени. Никаде. Јас сум видел и во странството. На секој 50 метра мора да најдете корпа, нешто, или цигара, ако имате, ако пушите, или некој друг опадок, има кај да го фрлите, кај нас нема.
За да има светска луѓе, треба и власта да му овозможи да фрла отпадок некаде, да му каже овде се фрла. А ако нема, само има казни, а нема каде да фрлат, а казни има и човекот има отпад, кај ќе го фрли? Тој мора некаде да го фрли на улица или кај. Благодарам многу и за вашите одговори и она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам. Воскресе. Вистина воскресна. Така, вака сега. Прво, за сето ово, сите сме ние криви. Се што е живо суштество, се е вино. Затоа што ние сите правиме отпад, кој отпад не мора да го направиме, или ако го направиме, за секој отпад има место каде да биде сместен, каде да биде одложен. Ако ние сите пазиме, ако сите се грижиме, за околината, за земјата, за непосредната околина, кај што сме, ние ќе бидеме, што викат, цветна градина. Меѓутоа, контейнери, оној кој што треба да одржава чистотата. Место да има 6 контейнери, има само 2. Некогаш и граѓанинот не е виновен што контейнерот е преполнен, мора кесата со ѓубре да остави до самиот контейнер кој е преполнен. Да речеме, кога излагаме од дома ќе се налицкаме, ќе се облечеме убаво, ќе се намирисаме, ама надвор кој ќе излезиме, што ќе видиме? Лево, чеси, десно, партали, на друго место ќе видиме што гуми и не знам што. Сето тоа, пак некој од нас го донел, го фрлил, го расторил, го развикал. Потоа, да речеме, нашето невнимание. И јас нема да ги обвинам кучињата, мачињата, кои што ги растргнуваат кесите. Затоа што се надвор од континент, а мирисот на храната ги провоцира и тие ќе ја расторат таа кеса и сето тоа ќе се развита. Благодарам и вам за одговорите. Одиме на Facebook. Имаме и нов коментар на прашањето дали доволно се грижиме за земјата или само се лажеме дека сме еколошки свесни. Цеце Алексов еве што напиша: комуналното само вработува и поскапува услуги. Евана да се ја среди мрежата, ќе не запали некој ден. Треба казни за загадувачите. Благодарам Целе Алексов за учеството преку коментар. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Се слушаме. Да. Видете, планетава има две супротни страни што се борат меѓу себе. Тоа е планетата, природата што ја се створила, и човекот. И тие меѓу себе нон-стоп се борат. Човекот ја руши планетата, ја загадува, граби се и се што. Има потреба, нема потреба. Ради тие пусти пари, пусто богатство, се и се што ќе направи. И затоа тие две работи, човекот и планетата нон-стоп се борат. Сега кој е појак? Некогаш планетата знае преку поплави, преку ова, преку она, да го предупреди општеството, народот, човекот да го предупреди. Ама на човекот памет не му доаѓа. Луѓево, сега не се спуштам пак во политика, ме терат ѓаволот, не ќе да зборам за политика. Ама ова, човекот не може да биде разумен никогаш. Тоа така ќе си оди, тие две борби ќе си се поставиле, ќе постојат. И да надпревар, како да има надпревар. Борба против. Ова дал све што природава дала, ама овој не го прифаќа, тоа не го признава, гази. Пустоши, расура, копа, гради нешто што не е за градење. Шади, гултат, не гултат. Отрови, 300 чуда прави. И тоа не може природата кога тогаш. Благодарам многу и вам за учеството. Денот на планетата Земја инаку традиционално се одбележува секоја година. Тоа така со бројни акции широм светот, како што се собирање ѓубре, садење дрвја, протестни прошетки на климатските активисти и секако едукативни работилници. А ние денес во Црвена линија прашуваме дали доволно се грижиме за земјата или само се лажеме дека сме еколошки свесни. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Значи, апсолутно нема грижа, не само од нас као индивидуалци, граѓани, него и
оние комуналци за кои ние дебело плаќаме, тие си земаат плата, поготово нивните раководители и политичари што ги поставуваат, отчет никој не дава, а резултатите ги гледаме. Македонија е една огромна депонија. Јас, као пензионер, сум повлечен во на Скопска Црна Гора, тука на Падините. Секој ден го поминувам по еднаш два пати патот покрај градските гробишта. Па тоа е ужас, луѓе. Ужас, лево, десно, најлони, скршен мебел, стар мебел, гуми, свашта. Под обиколницата тука. Ја не знам што мислат овие. Имаше претходниот градоначалник и оној претходен и тој пред него еднаш у годината ќе го зачисти ѓубрето под обиколница. Таму е ужас. Ја просто сакам рака ставам на очи да не го гледам тоа кога се возам од тука, кога проаѓам од тука. Па нема ли, зашто се тие камери? Стави камери, сликај некој и дебели казни. Ние не знам, немаме совест. Покрај сите локални патишта све е ужас. Реките ни се најзагадени у свет. Што правиме? Треска беше повеќе риба од камен, сега нема рибче во неа. Благодарам многу за учеството и одговорите во Црвена линија. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, во Црвена линија сте. Христос воскресе. Вистина воскресна? Многу среќа, радост и здравје да ни донесе. Благодарам, со убаво да се враќа. Чулте Господ. Црвена линија, дали сме со грам култура. Културата ни отишла да пасе треватина. Ништо не се знае кај нас, ни култура, ни хигиена. Толку сме лоши сами против себе, викаме е загадено. А кој го загадува тоа? Тоа сме ние, најпаметните луѓе на светов. Зашто да биде така, не ми е јасно. Јас кој ќе видам покрај контейнерите, купишта џубре, па веруваше ли не ми се гади и ми иде да, ама не сум способна да земам тоа све да нафрлам во канти. Луѓето ќе донесе до канта, не фрла во канта, него ќе фрли од страна. Депонија до депонија. Харти, пластични флаши, па тоа ја не знам што е ова. Што народ сме? Нашиот народ, надвор во западните земји, како може таму да одржаваат чисто, а дома во својот дом да се тоа прљава? Благодарам многу и вам за учеството. Ево уште еден коментар. Коментарот е од Леле, кој што напишал: стоп за депонија во Пелагонија, 7 протестен собир, кој ако не ние, кога ако не сега, засегнати пелагониски жители, ова лудило ќе застане само со нашата сплотеност, упорност и пред се разум. Тие се малкумина, ние сме пород. Се гледаме на плоштап. Стоп за регионална депонија во Пелагонија. Добар ден. Најверојатно времето е веќе дојдено за да ги најавиме рекламите, но секако по рекламите се гледаме во студио, но пред рекламите задолжително да ги соопштиме, се разбира, и резултатите од анкетата. Верувам дека ако не следите, се разбира, на Инстаграм, сторите го тоа со оглед на тоа што секако ќе имате можност да учествувате веќе во утрешната анкета. А еве што како изгледаат резултатите од денешната. Еве на Инстаграмџи, вака одговорија на прашањето дали верувате дека уште имаме време да ја спасиме земјата. Со да одговорија 59%, со не одговорија 41%. Одиме со реклами, а по рекламите се разбира се гледаме повторно во студио.
Останува да ви се заблагодарам и за ова денешно издание на Црвена линија, но секако препорачувам да останете со Тилман. Мислам дека навистина ќе уживате во разговорот, да се кажеме, со Горан Петрески, а приказната е за Дарјан, супер талентот за фудбал, кој што е веќе на радарот на големите клубови. Во да се кажеме Мери Галевска и Дамјан Галевски. Останете со Телман.